Тим за роботика од средно училиште во Сакраменто, Калифорнија, дизајнира пловила кои се управуваат со далечински управувач повеќе од една деценија. Самите ги развиваме камерите и модуларно прилагодливи пловни системи. Тимот неодамна го изложи својот подводен дрон на надпревар во Лонг Бич, Калифорнија. Дронот може да мапира потонати бродови или да работи на еколошки проекти. Имаме наш собствен софтвер за откривање вештачка интелигенција. Тоа ни помага да имаме подетален преглед. Подводните дронови бавно се наметнуваат меѓу хобистите. Сепак неколку стартап компании прават промени во дизајнот и додаваат технологија за да направат беспилотните летала да работат подобро под вода и да ги намалат трошоците. Blue Robotics, компанија од Лос Анџелес, работи на хидроизолација на делови од подводни дронови, како што е погонот, кој го предвижува возилото во посакуваната насока и додаде различни сензори кои ја мерат температурата, притисокот и длабочината. Наместо да се обидуваме да го заштитиме моторот од водата, зошто да направиме водоотпорен мотор? Тоа е навистина иновација. Овие нови подводни беспилотни летала не може да одат до големи длабочини, но се користат во услови небезбедни за човечки нуркачи и од хобистите, вели Фриц Стар, експерт за океанска технологија. Можноста секој или повеќе луѓе да бидат истражувачи да откриваат што се случува во нивната подводна локална средина е навистина важно. За разлика од воздушните дронови, оваа технологија допрва треба да го реши проблемот со подводните комуникации. За сега, овие подводни беспилотни летала се управуваат со кабел за врзување.